Ако утре ме нема, ако утре ме нема, не. Македонската музичка сцена се уште не може да се созаме од шокот по трагедијата во Кочани, а болката што ја остави загубата на Андре Георгиевски од дуото ДНК одекнува низ целата земја, оставајќи празнина што нема да се пополни. Јавните личности со тешко срце зборуваат за својот колега и пријател, а емоциите тешко се контролираат. Една од нив е Антонија Гиговска. Видно потресена, проговори за човекот кој како што вели, имал срце планина, а Македонија изгуби уште еден херој. Антонија, те благодарам што ја прифати поканата да бидеш повторно дел од Бекстејдж, те благодарам што одлучи во овие тешки моменти да зборуваш за нас. Би те навратила на 16 март и денот кога се случи големата трагедија во Македонија. Како дозна за истото? Прво, фала ви на поканата, искрено ми е многу драго кога зборувам за Бекстејдж и секогаш ја без размислување прифаќам вашата понуда за гостување. 15/16 јас настапував во клубот Централ во Кавадарци и само што пристигнав дома беше 5:30, мислам дека пред да си легнам отвори Facebook, скролав и видов дека се случил некој пожар во Кочани, во дискотека. Знае дека е таа единствена дискотека. Сите имаме пеено таму, искрено. Јас бев 2 недели пред да се случи трагедијата, настапував во Пулс. И искрено да бидам, не мислев дека е нешто толку големо, мислев дека е некој мало пожарче, нешто се случило, меѓутоа не очекував дека ќе ескалира толку ситуацијата и дека тоа ќе биде нешто многу трагично. Така што си легнав и сабајлето ме разбуди нешто од внатре, почувствував, дури немав ни аларм навиено што се вика, а секогаш после настап знам да спијам многу затоа што настапите нели ми траа до многу касно и релативно многу касно доаѓаме дома, така што ме разбуди некое лошо чувство, да кажам, и кога отворив Инстаграмот веќе беше преплавен на социјалните мрежи, тоа беше, јас бев во шок, искрено бев 3 дана како во сон, како да сонувам. Така, животот го загубија 59 луѓе, меѓу нив и Андре ДНК, како и дел од бендот ДНК. Македонија пред се изгуби еден хуманитарец, еден талентиран и врвен пеач, а ние изгубивме, можам да кажам, добар пријател, кога ќе се спомене неговото име. Што прво ти доаѓа на ум? Јас искрено не бев преблиска со Андре, меѓутоа знаев да си поразговараме на некоја одредена тема, колку нас времето ни дозволувало да се гледаме, ако не се гледаме на настапи. Последно се видовме на еден хуманитарен концерт, да не ме фаќате за збор, не знам во кој град беше, тоа беше последно, се враќавме заедно на кај дома во кола, слушавме песни од ДНК, знаевме да си поразговараме на некои теми, како што кажав. Тој беше стварно посебен човек, имаше срце планина дефинитивно, повеќе бев блиска со Панчо отколку со Андре и повеќе го познавам, имам и песна со Панчо, тој на почетоците баш ми помогна, што се вика, да ме вивне и да едноставно беше тука од сам старт како најголема поддршка и му благодарам од срце за тоа. Ги почитувам стварно и двајцата. Многу ми е жал за се што се случи. Јас бев во шок и уште сум во шок за трагедијата. Сите сме пееле таму, секој еден од нас, артистите, можел да биде тоа, ако не ДНК. Многу ми е криво. Не знам што да кажам. Најсилното ништо што останува зад него не се само хитовите, туку и начинот на кој замина. Андре го загуби животот како вистински херој, спасувајќи други луѓе. Тоа е тој, тоа е Андре. Во момент на опасност, не мисли на себе, туку на другите. И тоа кажува се. Мислам дека во таа ситуација ретко кој би го направил тоа. Секој, 90% од луѓето, мислам дека во таа ситуација би гледале да се извлечат себе си и да едноставно во тој момент, во тој хаос, не знам кој дали би размислил некој да едноставно се врати назад и гледа да помогне на што повеќе луѓе. Тргнувам од себе, сигурно
би била во тотален хаос и не би знаела што да направам. Ако како што велат дека многу дечиња го довикувале Андреј за да влезе и да помогне, тргнувам од себе, ќе сум влегла да помогнам сигурно во таа ситуација, затоа што знам дека сум како човек борец и сакам да помагам на луѓето, така што изгубивме уште еден херој. Ќе можеме ли да се излечиме од сето ова? Тешко многу. Сите сме уплашени. Нашите родители се уплашени, сите наши блиски. Се ова што се случи е некако лекција за сите, а тоа е дека во најтешките моменти треба да сме сплотени. Како што вели песната, ако утре не нема, мораме да бидеме малку попредпазливи, да се цениме, да се сакаме, да си кажеме убав збор, да се јавиме на телефон, да прашаме некого како си, што прави, што има ново, да се видиме, да испиеме некој кафе, да споделуваме некое време заедно, колку што можеме. Сите сме преплавени со обврски, со секој една оваа на онаа страна, така да мислам дека треба да одвоиме време максимално колку што можеме еден за друг и да си помагаме. А ова што се случи, тешко дека ќе се оправиме, ќе ни треба многу време. Можеби никогаш.